Катастар на Република Македонија ќе бара да се продолжи рокот за комплетирање на документите за легализација на дивоградбите, кој истекува на 31 декември, а речиси половина од предметите не се решени. Досега роковите се продолжуваа на 3 пати, но голем број граѓани се уште не ги комплетирале документите, односно освен поднесените барања за легализација, досега не ги комплетирале барањата со потребниот геодетски елаборат за да се доврши постапката. Директорот Трпески најави дека ќе побараат да се продолжи рокот, но во исто време апелира граѓаните и компаниите да ја почнат постапката за изготвување елаборати во овластените геодетски компании. Во овој период од 10 дена геодетските фирми има околу 141, немаат капацитети толкав број на геодетски елаборати да изработат. Поради тоа, на барање на комората на овластени геодети, на барање на големите телекомуникацијски провајдери, Агенцијата за катастар недвижности по завршувањето на овој рок ќе се обрати до владата на Република Македонија со цел да побара да се продолжи овој рок. Во првиот рок беа поднесени 360.000 барања, тоа е како да легализирате еден град од рангот на град Скопје. Тоа е огромна операција, тоа е огромна работа, како за геодетските фирми, така и за општините. Затоа во овие 5 години веќе се легализирани преку 168.000 барања. Проценката е дека околу 50 до 70.000 елаборати фалат, значи мал број на елаборати кои што треба да се дополнат во следниот период. Инаку денеска на пресконференција од Агенцијата за катастар најавија нова надградба на електронскиот систем, односно воведување нова апликација која ќе ја користат 732 извршители, проценители и сите други државни институции, а со која ќе се овозможи да нема гужви на шалтерите. Новата функционалност која што денеска ја промовиравме е можноста да овие професионални корисници да извршат дополнување на нивното барање кога ќе направат определени технички грешки. Од 2014 година заклучно до денес катастарот преку овие професионални корисници има примерно 1,3 милиони предмети, што значи толку доаѓање во катастарот се помалку, затоа и гужвите што ги имаме во катастарот веќе се намалуваат или некаде воопшто ги нема. Новата функционалност се очекува да овозможи намалување на трошоците за поднесување нови барања, намалување на обиените предмети, како изголемување на довербата и правната сигурност меѓу катастарот и корисниците.